Зборот што ветува ке и стана омилен на власта сега на само неколку месеци пред избори, а после дури 7 години владење. Одеднаш се појавуваат ветувања за се и се што. Најдобар пример за безбројните ветувања е актуелниот министер за здравство. Најновото ке на Фатмир Меджити е дека ќе се набавуваат 22 нови амбулантни возила за итната помош. Во 10 месеци владење, ресорниот министер ветуваше помош на колабираниот сектор, за кој самиот признава дека здравствениот систем со кој раководи е нефункционален. Нови клинички центри и реновирање на старите, нов паркинг на клинички, ажурирана позитивна листа со нови лекови, вработување на доктори и медицински сестри. Ова беа главните ветувања на четвртиот министер за здравство во оваа влада, кој се представи како супермен за македонското здравство. Но се остана на ке. Тој денеска се правдаше дека немал магично стапче за да си го реализира дадениот збор. Министре, се почесто од ваша страна слушаме ке, дали тоа се однесува на предизборната кампања? Значи, предпочитувам, ви кажав од првиот ден, ја, Фатмир Меджити, воопшто не се гледам како политичар, јас сум здравствен работник, лекар, а тоа ке или не, значи, тоа се гледа со вакви конкретни работи, апаратура, низ цело здравство, низ цела Македонија. Нас вистина многу сериозно пристапивме од првиот ден со сите проекти што ги раскинавме, што не се доградија по 30 години, по 20 години, да не се повторам, ја, почитувана новинарка, нема магичен стап. Но не е само кај Меджити. Предизборното ке актуелно е и кај министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Дарежливоста на власта пред избори е неспорна, така што можниот кандидат за председател на државата најави добра вест за вработените. 13 милиони евра од буџетот на МВР се издвоени за униформи, техничка опрема и возила. Единицата за обука и поддршка беше опремена со 6 возила и опрема за справување со нарушен јавен ред и мир, со цел модернизација на хеликоптерската единица за полициски намени, извршена генерален сервис на летала, инсталиране најнова дигитална комуникацијска и навигацијска опрема, ведро за гасење на пожари. Со ова според Спасовски целосно е задоволена полицијата за остварување на целта, безбедноста да биде на највисоко ниво во целата земја. Пред неколку дена Спасовски и Меджити се појавија да промовираат хеликоптер за итни медицински транспортирања, нешто што не би требало да биде причина за фалење, ако се знае дека земји во регионот одамна имаат ваков вид на пренесување на пациенти за итни потреби.